Здраво! Јас сум Ивица Талевски. Од април 2017 година сум член на менаџерскиот тим на Рудник САСА, каде ги извршувам функциите директор за одржливост и заменик на генералниот директор. Својата кариера во САСА ја започнав во април 2016 година како специјалист за набавки, за по една година да бидам назначен за менаџер за набавки, а подоцна и за комерцијален директор. На почетоците, кои размислував каде би сакал да ја градам мојата професионална кариера, посакував тоа да биде во компанија со долга традиција и големо значење за заедницата и за мојата земја. Рудникот САСА дефинитивно е таква компанија. Таа е една од најуспешните компании во Северна Македонија. Истовремено е дел од успешна меѓународна групација, што представува значајна поддршка за развојот на САСА и за нејзините вработени. Затоа, кога го видов огласот за вработување во САСА веднаш, без никакво двумење се пријавив и бев многу среќен што бев избран помеѓу останатите кандидати. Тоа за мене беше прилика да ги докажам своите способности, но истовремено голема чест затоа што добив можност да се приклучам кон еден наистина голем колектив и одличен тим. Интересно за мене е што јас всушност имам две работни маси. Едната е лоцирана во седиштето на САСА, а другата е во представништвото на САСА во главниот град, оддалечен 100 километри од Рудникот, каде престојувам најмалку 2 дена во неделата. Оваа специфика влијае многу на мојата секојдневна работна динамика, бидејќи за да стигнем до мојот дом исто така секојдневно морам да патувам и по 100 километри. На работа тргнувам во рани утренски часови, често пати кога се уште не е разденето, а се враќам доцна попладне или навечер. Во меѓувреме, дел од многобројните деловни разговори ги започнам или завршувам и во текот на патувањето. Но сето ова не е ни малку тешко кога го сакате она што го работите. Кога работата ви исполнува, не чувствувате дека со она што го работите давате придонес за успехот на целиот тим и на компанијата. Дефинитивно тоа е можност за комуникација со различни луѓе внатре во нашиот колектив, но и надвор со представници на локалната заедница, од институции и други компании, како и со представници на меѓународни организации. Во таа комуникација секој ден се учи нешто ново, се откриваат нови видици и искуства, како и нови информации кои помагаат во процесите на донесување одлуки. Ваквата комуникација е особено важна затоа што таа е суштина во градењето на довербата кај сите стейкхолдери кои се значени за работата на САСА и за нашиот одржлив развој. Најнапред, горд сум на тимот, на луѓето во САСА со кои секојдневно соработувам, на нивната работа и на придонесот што го даваме заеднички за успешната работа на САСА. Горд сум и на оно што го прави САСА за својот одржлив развој, за своите вработени, како и за придонесот што го даваме за развојот на локалната заедница на која и припаѓаме и на земјата во целина. Горд сум и на работата на фондацијата САСА, преку која се остварува нашата поддршка на луѓето и на целата локална заедница во многу области, како што се спортот, културата, здравството, животната средина и радливите групи. И се разбира, горд сум на оно што имаме можност да ја представам САСА во клучните асоциации на бизнис заедницата, со што нашата компанија е предводник во застапување на интересите и во креирањето на стратегијата на целата индустрија. Тргнувајќи од моето искуство, можам со сигурност да кажам дека рударската индустрија е одлично место за кариерен развој. Тоа е индустрија која постојано се менува и напредува, следејќи ги најновите технолошки достигнувања. Без метали и други минерални суровини невозможен е напредокот на индустријата и човештвото воопшто. Затоа, рударството мора и понатаму да се развива, а тоа отвора нови перспективи за развој на многу професии кои треба да го возможат и поддржат тој развој, почнувајќи од другарски техничари и инженери, технолози, но и експерти за безбедност, животна средина и многу други професии.